6.803 компании ставиле клуч на врата. Заклучно со февруари годинава Централниот регистар по службена должност избришал 3.603 фирми бидејќи не доставиле годишна сметка, немале електронска адреса или поради невпишан влог. Дополнителни 3.200 бизнеси престанале да постојат поради ликвидација или стечај. Од друга страна пак со приближно иста динамика се отвораат и нови компании. Вкупно се поднесени и обработени 75.658 годишни сметки. 2018 година беше плодна во однос на регистрација на нови субјекти и тоа вкупно се основани 7.378 субјекти. Во 2019 година до ден денес се основани 2.637 субјекти. До крајот на годинава треба да профункционира и регистарот на вистински сопственици, кој е чекор напред кон спречување на перење пари. На овој начин ќе се знае точно кои граѓани се крајните сопственици во македонските компании или како преку странски фирми станале сопственици на бизниси во земјава. Ова особено се однесува на компаниите од државите кои важат за даночни раеви. Секој граѓанин ќе треба да го информира Централниот регистар во кои домашни и странски фирми има учество, дури и кога тоа е помало од 5%. Постоечките субјекти ќе да ги имаат рок од 3 месеци да ги упишуваат, да го полнат регистарот, имаат рок од 3 месеци да се наполнат, да се пријават, а за при иницијална регистрација ќе треба при самото регистрирање да пополни и пријавата во регистарот на вистински сопственици. Европската директива број 5 е вмрежување на регистарот на вистински сопственици во цела Европска унија. И тогаш ќе имаме ние вистинска слика кој каде е веќе сопственик, ако зборуваме и за странските правни субјекти. Лани во земјава беа регистрирани над 600 милиони евра странски инвестиции. Дури 3 држави кои спаѓаат во така наречените даночни раеви се на врвот на листата на најголемите странски инвеститори. Компании од Бермуди лани вложиле 36 милиони евра, а 31,6 милиони евра влегле во земјава од Луксембург, односно од Бахами.